ова издание, министерот за надворешни работи на Германија Хајко Мас во Скопје. Кои се можните следни чекори по ветото од Франција? Околу 3000 смртни случаи годишно поради загадувањето во Северна Македонија. Се преземаат ли мерки и какви? САД. Денес почнуваат јавните сослушувања за импичмент на Трамп. Почнуваме со вестите, останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Почна првите јавни сослушувања во истрагата за импичмент на председателот на САД Доналд Трамп. Законодавците во Конгресот и граѓаните низ целата држава ќе имаат можност да го слушнат распитот на американскиот представник во Украина Вилијам Тейлор, како и на Џорџ Кент, кој ги надгледува односите со Украина. Председателот на Комисијата за разузнавање Адам Шиф изјави дека Тейлор, Кент и третиот сведок Мари Јовановиќ, која е закажана да сведочи в петок, зад себе имаат децении посветена служба во државата и оти верува дека нивното сведочење ќе биде од суштинско значење за американските граѓани. Турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган денес е на средба со председателот Доналд Трамп во Белата куќа. Двајцата лидери се очекуваат да разговараат за офанзивата на Турција во северниот дел на Сирија, како и за набавката на рускиот систем за противвоздушна одбрана. 7 лица загинаа по експлозија на автомобил пред владините канцелари во афганистанскиот главен град Кабул. Не сакаме дебатата за реформи во Европската Унија да биде услов за Северна Македонија да почне преговори. Порача денес во Скопје германскиот министер за надворешни работи. Владимир Мирчевски има повеќе. Најмоќната членка не уверува дека никој во Унијата не го доведува во прашање пристапувањето на Северна Македонија. Германија преку својот шеф на дипломатијата денеска во Скопје јасно порача дека местото на земјата е во Европа и дека ќе го поддржи тој процес како и досега. Хајко Мас вели дека Берлин очекува да се одржи дадениот збор и за Скопје, но и за Тирана, образложувајќи дека безбеден и сигурен Балкан е стратешки интерес и на Германија и на Унијата. Германскиот министер за надворешни работи смета дека барањето на Франција за промена на методологијата на пристапување во никој случај не смее да биде услов за натамошните евроинтеграции на Македонија. Ich persönlich, wir werden uns bei jeder Gelegenheit Се изготвуваат предлози, но се уште немам видено конечен документ. За нас, за Берлин е важно предлозите да не предвидуваат некоја клучна промена. Реформата на овој процес е сложено прашање за Унијата. Сметам дека Северна Македонија и Албанија се длабоко навлезени во процесот на пристапување и дека треба да има одлука за почеток на преговори. Подготвени сме да зборуваме за промени во методологијата, но не сакаме оваа дебата што ќе се води во Европската Унија да биде услов за Северна Македонија да почне преговори. Никола Димитров смета дека Македонија има 3 аргументи зошто заслужува почеток на преговори, за кои засега нема одлука во Унијата пред се поради ставот на Франција. Прво да се промени процесот на пристапување, па потоа да се продолжи со него. Прво, многу долго чекавме. Второ, ние сме земја кандидат веќе 14 години и првата препорака од комисијата ја добивме во 2009 година. Меѓутоа, самото чекање не е доволен аргумент. Ние сме земја која што помина низ една политичка криза што допре до авторитаризам во 2015 и 16 година и во 2,5 години направивме очигледен демократски пресврт. Ние уште не сме спремни да влеземе во Европската Унија, меѓутоа, ако има европска енергија на слобода и на демократија денес на Балканот, тоа сигурно е во Северна Македонија. Мас доаѓа во Скопје ден по средбата на Емануел Макрон со Стево Пендаровски во Париз, на која францускиот председател уверувал дека неговата намера никогаш не била на Македонија да ја понуди алтернатива за членство во Европската Унија. За гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. А загадувањето на воздухот причина за 3000 смртни случаи годишно, објави Европската агенција за животна средина. Мики Трајковски на оваа тема. Чарот кој доаѓа до џаците на куќите секојдневие и за Охрид, најголем дел од граѓаните и понатаму се греат на огревно дрво, иако токму овој енерген се смета дека еден од најголемите загадувачи на воздухот. Иако Охрид е далеко од загаденоста која ја имаат некои од поголемите центри во земјава, на 11 локации низ градот веќе се поставени така наречени интелигентни сензори кои што ќе го мерат квалитетот на воздухот кој Охриѓани го дишат.
Градот е дел од мрежата за индикативни мерења во која се вклучени Софија, Солун, Тирана и главниот град на Кипар, Никозија. Токму преку овој проект подолгорочно ќе се прати аерозагадувањето во општина Охрид и ова мрежа користи одредени референтни методи, европски методи кои ќе овозможат ефикасно детектирање, односно адресирање на загадувањето на воздухот. Резултатите кои што ќе се добијат ќе овозможат носење на соодветни одлуки од страна на јавните власти. Една студија за чист воздух на државните органи покажува дека најмногу штетни PM10 честички доаѓаат од согорувањето на биомаса со 32%, односно од грејењето во домаќинствата, потоа се обраќаат со 20%, во кој најголем негативен удел имаат дизел возилата, кои сочинуваат дури 57% од возниот парк во земјава и индустријата со 18%. Експертите сметаат дека граѓаните мора да почнат да користат еколошки начини на затоплување наместо огревно дрво. Велат дека тренд во светот денес се топлотните пумпи, фотоволтаиците и соларните системи. Користењето на обновливите извори на енергија допринесуваат да ние на некој начин ги смалиме емисијата на штетните гасови во самата атмосфера. Невладините бараат поставување на мерни станици кои што го мерат квалитетот на воздухот низ цела држава во перифериите на градовите, како и во густо населените населби, со цел добивање на пореални информации од оние досега. По основа на тие информации да се градат понатамошно политиките и решенијата за справување со ова загадување. Па поголемиот дел од мерните страници не се ни унифицирани. Дел даваат комплетни податоци, дел некомплетни. Инаку само во 2018 година во Северна Македонија, според извештајот на Европската агенција за животна средина, околу 3000 смртни случаи годишно се припишуваат на загадувањето со ситни честички. Македонските градови со денови се помеѓу водечките во светот по аерозагадување. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Врховниот суд на САД треба да одлучи што ќе се случи со имигрантите без документи, кои сега се заштитени со програмата ДАКА. Златица Хоук јавува. Демонстранти се собраа вчера пред Врховниот суд на САД, додека судиите расправаа за одлуката на председателот Трамп да ја прекине програмата ДАКА зашто била незаконска. Сиренио Сервантес е роден во Мексико и студира медицина. Кога председателот ја прекина ДАКА, сите мои соништа се урна. Цел живот работам за еднина за која председателот сега вели не постои. Групи за права на имигрантите велат дека ќе се борат за тоа што е право, без оглед каква одлука ќе донесе судот. Знаеме дека не можеме да очекуваме ништо позитивно од оваа администрација, но исто така знаеме дека имигрантската заедница е силна. Тоа резонира во државата. Конзервативните судии во судот се очекува да се согласат со председателот и неговиот аргумент дека програмата е нелегална. Но оние што не се согласуваат, меѓу кои Microsoft и Универзитетот Принстон, сакаат да ги заштитат овие млади луѓе. Важно е за Microsoft, како и за многу други работодавци. Зависимо од овие луѓе. Ние имаме 66 такви вработени и тие вршат важна работа. Тие се локомотива за иновации, но и од човечки аспект ги почитуваме. Тоа се деца кои дошле овде како мали, не знаат за друг дом, заслужуваат да останат, зашто ја прават посилна државата. Некои експерти велат дека Конгресот, а не председателот или судот, треба да одлучат за иднината на програмата. Дури кога за прв пат беше имплементирана во 2012-та, председателот Обама призна дека е привремена мерка само за да му даде на Конгресот повеќе време да реши што ќе прави со оваа популација. Конгресот тоа не го направи, можеби токму заради постоењето на програмата ДАКА. Администрацијата за прв пат го соопшти планот да прекине оваа програма во септември 2017. Планот беше блокиран од неколку федерални судии и жалбени судии. Од тогаш, Одделот за правда направи обиди да го изнесе случајот пред Врховниот суд, но досега во тоа не успеа. Благодарам што не гледавте. Пријатно до утре.